Ослободувањето на Мосул од милитантите на Исламската држава беше прославено на улиците на повеќе градови во Ирак. Сепак, дел од ирачките аналитичари се скептични дека војниот пораз на джихадистите ќе значи крај на нивните акции, како и на нивната идеологија. Ирачкиот премиер Хајдер Ал-Абади во понеделникот и официјално ја прогласи победата врз милитантите кои 3 години го држаа градот во своји раце и кој беше своевиден центар на самопрогласениот калифат, од каде што ќе тргнат да го освојуваат светот. Тоа беше сторено со известно задоцнување поради борбите што и натаму се водеа со остатоци од милитантите во стариот дел на Мосул. Токму тоа за ирачкиот експерт Фадил Абу Раджиф покажува дека и натаму екстремистите ќе бидат активни. جلوسنا إلى تاريخ هذا الوقت هذه الساعة هناك اشتباكات عنيفة من دار إلى دار يعني في منطقة الإقلاعات وفي منطقة الشهوان لا زال هناك قتال محتدم. Станува збор за делови од стариот град на Мосул, каде што во понеделникот и натаму се водеа борби со милитантите. Некои ирачки аналитичари сметаат дека нивната земја и покрај прогласената победа во Мосул се уште далеко од целосен триумф врз терористичките групи како Исламската држава. Еден од нив и експертот за безбедносни прашања Ихсан Ал-Шамари. مع ذلك الانتصار العسكري ستستمر لأن داعش مرتبط بفكر والفكر لن ينتهي على أساس العمليات العسكرية. من يتبقى من داعش على مستوى الخلايا النائمة ستتحول بكل الأحوال إلى خلايا نشطة فيما يرتبط باستهداف المدن. Аналитичарите се согласуваат дека Ирак се соочува со многу други неодложни прашања, како одржување на стабилноста и безбедноста во повторно освоените области, кои некогаш беа под контрола на Исламската држава. При тоа се потенцира дека е неопходно да се надминат и политичките недоразбирања во Ирак, кои, како што додаваат, придонесоа за појавата и успехот на милитантите на Исламската држава во таа земја. Офанзивата за освојување на Мосул, ирачките сили, подпомогнати од Соединетите држави, ја почна во октомври минатата година.